Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани слушатели, драги пријатели, еве не, стигнавме до 4-та сезона на емисијата Патот на животот. Се разбира, не е лесно да се подготвува и да се прави ваква емисија. Ние си дадовме ветување едни на други дека секоја емисија треба да биде нешто ново, но треба да го зачуваме и континуитетот на она што досега го направивме. Мој денешен соговорник е редовниот соговорник и соуредник на емисијата Патот на животот, отец Ивица Тодоров. Добар ден, отец Ивица. Поздрав, брат Душко, во 4-та сезона од Патот на животот на Радио Слободна Македонија и пред се поздрав до нашите слушатели. Така. Што има трпение да не следат веќе 3 години, а 4-та сезона. Така. И се надевам дека убаво спомна пред малку дека овој тип на емисии не се баш лесни да се подготват, сепак говориме за многу суштински теми кои се од смислодајно значење за секој човек. Значи треба да внимаваме што говориме, затоа што секој збор и tekako има сериозна рефлексија во умот, душата и животот на секој човек. И затоа пристапуваме крајно одговорно. И мислам дека веќе и нашите слушатели ни возвраќаат баш со тоа дека сме успеале колку толку да изградиме мост на доверба помеѓу нас двајцата и сите оние што не слушаат. Така, насловот на денешната тема е ваков: средбата со самиот себе е почеток на сите убави средби. Отец Ивица, ќе ми објасни зашто вака одбравме еден подолг наслов, меѓутоа мислам дека има и поетски, и духовни, и многу други елементи во сето тоа. Па први, братушко, ние започнуваме сега циклус на нови средби. Така. Тие средби не се онака баш лице во лице со нашите слушатели, но срце до срце се. Така. Затоа што сето тоа што го говоривме во изминатите сезони, а и она што ќе го говориме во оваа сезона, извира од искуството на нашиот духовен живот кој е внатре во нашето срце. Така. И нема побава тема со која би го започнале 4-тиот серијал, односно 4-та сезона од емисијата Патот на животот, од тоа да проговориме за средбата на човекот сам со себе и дека оној човек кој успеал и успева да воспостави вистинска средба со самиот себе си, тој разбрал како преку таа средба да има многу убави средби и со многу други луѓе околу себе си. Така, има еден афоризам, вели: многумина одбиваат да се сретнат со самите себе, бидејќи не сака да бидат со толку здодевна личност. Ова нели како хумор, меѓутоа ајде да видиме суштината. Зашто луѓето одбиваат да се сретнат најчесто со самите себе? Значи, кога влегуваме веќе во сериозната фаза на разговорот, значи тука се поставува прашањето дали воопшто луѓето се свесни дека немаат контакт со самите себе си. Так. Многу од луѓето не се свесни дека немаат контакт со вистинскиот јас, односно со вистинското свое собство. Тоа е, вака сега, кога не слушаат нашите слушатели, сигурно им искрснува во нивниот ум прашањето: како сега човек не е свесен дека нема контакт со самиот себе си, а тој самиот постои. Так. Тогаш, како сето тоа? Сега целата смисла на нашиот разговор се насочува во тој контекст што многумина имаат свесност, сознание дека постојат, значи, но тука е големиот проблем што тие не знаат зошто постојат. Која е нивната смисла? Значи и во овој свет, и во времето на овој свет, и во просторот на овој свет, па се разбира, ако има смисла пошироко и во некои други димензии, во димензиите на вечноста. Так. И сега кога човек ќе започне да размислува низ призмата на смислата, односно низ призмата
на вредностите кои тој ги избира за свое осмислување, тој почнува со тие нешта да се мери себе си. И сега, еве, ние како православни христијани се мериме со Божјото откровение, односно со Божјата вистина за човекот што самиот Бог ја открил. И сега кога го читаме Светото писмо, се тоа што Бог го открил, а светите пророци и апостоли го запишале, ние осознаваме дека таа порака е упатена за некого длабоко во нас, односно за нашата вистинска личност. И доколку нашата вистинска личност е тука, ќе го отварам тој момент, е духовно разбудена, односно е свесна за себе си, тогаш таа личност ја разбира пораката. Доколку личноста, односно битието кое постои, но не ја разбира смислата на своето постоење, не може да ја разбере пораката од самиот Бог, тогаш таа личност се идентификува со нешто што не е самиот тој. Односно, може да се идентификува со некаква представа што за него ја изградила социјалата. Може би се идентификува со некаква мечта, со некаква фантазија за самиот себе си. Или се идентификува со некои страсти, или со некакви желби, очекувања и така натаму. Но не се идентификува со самиот себе си. Така, значи сите овие што ви спомна претходно се надворешни идентификации. Така, надворешни идентификации. Со било што може да се Сега човек кој се идентификува со нешто надворешно, а не се доживува самиот себе си, за него, например, Божјата вистина, се тоа што Бог ни го открил, а запишено во Светото писмо, и се тоа што го живееле светиите и својот процес на само себе остварување и градење на спасението, сето тоа за таквите луѓе звучи безсмислено и без никаква практична вредност за овој ваков свет. Зошто? Затоа што ти имат други цели, идеали, идентификации кои немат врска со вистинската смисла на постоењето. И таквата состојба на човекот, на личноста, кога тој се идентификува со нешто што тој не е, значи самиот тој се идентификува, значи тогаш тој го живее животот на својата фикција, додека вистинскиот живот поминува покрај него. И затоа таквите луѓе, кога ќе се разбудат духовно, а тоа значи кога ќе престанат да се идентификуваат со нешта кои не се самите тие, значи кога ќе се соочат со самите себе си, кога ќе се сретнат себе си, тоа е многу интересен момент. Да, кога самиот себе си човек ќе се погледне во очи, тоа е исто бака поетски, но така и се случува, тогаш човекот за прв пат добива представа за себе си и многумина тука стануваат свесни и за својата огревовеност, за својата, како да кажам, слабост ваква или онаква, несовршеност и така натаму и така натаму. Значи он почнува да стекнува една пообјективна представа за самиот себе си. И тука Радушко започнува и тој процес за потреба за усовршување или за потреба за духовен живот. И не може да бара некој духовен живот кај некого кој има идентификација со нешто што нема никаква смисла. Сега, вистинскиот духовен живот започнува кога човекот ќе се сретне самиот себе си, односно ќе оствари таа средба со самиот себе си. А многу интересно, кога ќе се оствари таа средба со самиот себе си, човек според оно што ни откриено самиот Бог, од самиот Творец, всушност остварува средба со образот Божји во себе си, со оно идентитет вистински што Бог му го дал. И тогаш човекот станува восхитен во однос на тоа што Творецот ни дал да поседуваме, а ни дал личност. Човекот станува свесен дека е личност. Значи, дека е битие кое е повикано за многу сериозни нешта, многу радосни, многу смислодајни нешта и во овој свет и во вечност. И тогаш почна духовниот живот. Така, меѓутоа најважно е да знаеме дека Творецот ни дал слобода да ја креираме собствената личност, не според некои калапи или според некои туги замисли, туку според промислата Божја, онака како што е најдобро за нас. Значи, без слободата, односно
по-конкретно кажано, без слободата на избирање. Затоа имаме и погрешни идентификации. Да. Човекот има, како личност, има можност со многу нешта да се идентификува и со многу нешта, како да кажам, и кон многу нешта да ја насочи својата личност. Но кога ќе ја насочи својата личност, односно кога ќе се насочи себе си кон себе, а преку себе си ќе се насочи своето себе кон изворот на личноста кон Бог, тогаш се воспоставуваат вистинските релации, односно тогаш човекот си го наоѓа своето место. Да, и така и тоа го говорат луѓето, значи се најдов себе си, се пронајдов себе си, или го говорат тоа, си го најдов местото во својот живот, или некој велат си го најдов својот живот. Так, јас тука би сакал да направиме известна пауза, да им дадеме можност на нашите слушатели да размислат за ова до сега што го кажавме, а после тоа ќе продолжиме со денешната тема, што за посетување уште еднаш ќе кажам, средбата со самиот себе е почеток на сите убави средби. Братушко, ние го кажаме тоа на почетокот, но нашите слушатели, еве и сега ќе го повторам, оваа сезона ќе се потрудиме да бидеме малце по-созерцателни, тоа е еден православен христијански термин, нешто соодветно на медитативни, контемплативни, значи малце да ги да влегуваме повнатре во нештата, да одеме во длабочината на значењата на феномените на постоењето. Така, и затоа ја одбравме токму оваа тема за почеток. Така е. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани слушатели, драги пријатели на Радио Слободна Македонија, еве не денес во четвртата сезона од емисијата Патот на животот. Денешната тема, како што веќе спомнав, ја нарековме средбата со самиот себе е почеток на сите убави средби. Интересно е, отец Ивица, да разбереме што значи зборот среќа, односно зборот средба, и од таму да извлечеме од зборот средба со себе си и за сите убави средби. Како тоа да го разбереме? Убаво го поврза тоа, братушко, сретение со феноменот на среќата. Значи, пред неколку дена беа во црква повозрасен брачен пар за молитва за своите деца. И ја си велам, добро, еве да го замолиме нашиот Бог, нашиот Творец. Но зашто? Вика, отец Ивица се разбира зашто, за среќа, за радост, за бериќе, за успех и така натаму и така натаму. Јас велам, знаете ли вие што вашите деца ќе ги направи среќни? Знаете ли вие што во нив ќе потикне вистинска радост? А знаете ли вие што за нив всушност значи успех? Са, малце се збунија, знаеш, се збунија луѓето и сопругот на жената многу мудро каже, па затоа ви како цивица сме дојдени тука да го молиме Бога, Господа им го отвори умот и со тоа да ги благослови. Така. Затоа што ние имаме добра намера, Вилеон, ние имаме добра намера, но знаеме дека ние како биолошки родители не можеме толку да им помогнеме на своите деца како Бог кој е духовен родител, кој не раѓа за духовен живот, за духовно постоење и така натаму. И сега, кога говориме за среќа, значи нема поголема среќа, или јас би рекол, нема поголема радост од тоа кога човек, како што говоревме во првиот дел од нашата емисија, кога ќе се сретне самиот себе си или кога си го најде својот живот. Значи, го спомнав и тој момент, додека човек се врзува со нешто што тој не е, животот поминува покрај него, односно животот си минува, братушко. Значи, што значи тоа животот си минува? Тоа значи дека времето на нашиот живот непрекинато си тече. Организмот си има рок на траење, така натаму. И сега, ако ние како личност не се разбудиме
и не станеме свесни за нашето вистинско постоење, ние не можеме да најдеме вистинската среќа во животот и вистинската радост. Значи, Така. А интересно е дека сите луѓе, па дури сите живи суштества се во потрага по среќа. Значи нема жива личност што ќе каже јас не сакам да бидам среќен. Секој сака да биде среќен. Меѓутоа каде ја бара среќата и тоа е како да ја целата најде? приказка. И сега има и тој момент, значи кога се идентификуваме со ово или со оно, некој се идентификува со тоа што е страстен играч на среќа, на спортска прогноза. Може да добие, игра. Човекот победи неговиот тим и ќе добие некоја пари, тој ќе го направи среќен, ама колку време, а и дали тие пари што ќе ги добие на вистина, ќе му донесат среќа или не. Значи, тука има еден многу битен момент. Значи, човекот кој е духовно разбуден, тој успева полека да ги контролира нештата во себе и надвор од себе, затоа што е свесен. А луѓето кои не се свесни, тие не може да ги контролират нештата, туку нивната лажна идентификација или погрешна идентификација ги контролира нив. Односно тоа се нивните страсти, или фикс идеи, или заблуди и така натаму и така натаму. И луѓето кои се контролирани, односно кои се робови на еден начин, ти не може да бидат среќни. Среќен е оној човек кој е слободен. И уште е посреќен кога станува свесен дека може вистински да ги избира вистинските нешта. Тоа е вистинската среќа, односно вистинската радост. И кога човек ќе го оствари тоа, колку толку во својот живот, кога ќе се сретне самиот себе си и кога во себе ќе го сретне Творецот и кога ќе почне да се воздигнува кон Творецот, да расте, да созрева кон Творецот, самиот тој човек созрева, а самиот тој човек се исполнува со вистински вредности, со вистинската вистина, така да се изразам, и самиот тој човек станува пријатен, односно станува хармоничен, и станува причина за многу убави средби и за среќа на многу други луѓе. Така. И јас, братушко, искрено ти кажам, во ова го гледам и значи во сето ова го гледам еден од најбитните аспекти на нашето постоење во овој свет. Значи, да шириме на состојба на радост. Мислам, колку да ова звучи вака на како фраза некоја, ама братушко, замисли, ако некој човек не ти од радост, се среќа со него, не ти потикнува радост, не ти потикнува пријатност, не те храни средбата, знаеш, не ти ја шири свесноста, не ти исполнува со љубов, тогаш, кој е смислата на таа средба? Кој е смислата? И сега, ако нашите средби со луѓето се во овој дух, тогаш и нашето постоење веќе во овој свет добива смисла. Значи, ние стануваме свесни за тоа кои сме, што сме, и стануваме свесни за тоа зашто Бог не наменил и во овој свет. И оттаму средбата со самите себе си е почеток за многу други убави средби, кои јас длабоко верувам според сето тоа што ни го открил Христос, нема да завршат во овој свет. Значи, Христос не повикува за вечни средби, за вечно зреење, за вечно усовршување, за вечно доживување на животот, за вечно исполнување со тајната на животот. Тоа е многу, мислам, кога се отиде контемплативно во сето ова, или тој збор да го употребам созерцателно, да влеземе, да созерцуваш, да гледаш, значи да согледуваш, да влезеш внатре во нештата, и кога ќе влеземе внатре во нештата на животот, сегде го гледаме тој момент на споделување на радост и на живот. И тоа е за мене и иконата, образот, символот, предсјајот на Царството Божјо, на таа вечна совршена постоење, за таа вечна совршена состојба на постоење за која ова Бог не повикал. Во овој свет, да. Ти благодарам, отец Ивица, ние тука ќе направиме уште една пауза, но сепак емисијата ќе ја продолжиме, веќе ќе влеземе во вториот дел од нашата емисија и ќе треба созерцателно и понатаму да навлеземе подлабоко. Уште подлабоко од оваа длабочина. Така. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.
со мојот соговорник, презбитер Ивица Тодоров, разговараме на тема средбата со самиот себе е почеток на сите убави средби. Отец Ивица, во твојот краток текст што го имаш напишано на оваа тема, средбата со самиот себе го опишуваш како едно духовно патување. Како, на слушателите да им објасниме, како го замислуваш тоа духовно патување и истовремено да бие средбата со самиот себе си? Да, братушко, сега не го замислувам, него јас имам некаква представа за тоа. Да. Некаква представа за тоа, секој од нас убаво е вака како битие да размисли од кога станал свесен за своето постоење во овој свет. Значи, ние се раѓаме како дар Божи во овој свет, на план на нашето духовно постоење, како плод на љубовта на нашите родители, тоа е нашето биолошко постоење, значи се раѓаме во овој свет, ама ние немаме никакво сознание за тоа како сме се формирале и како духовно и телесно битие во утробата на мајката. Многумина, ја не знам дали некој се сеќава, братушко, за моментот кога се родил биолошки во овој свет. Не, научниците тврдат дека ние најдалеку можеме до 3-та година сеќавањето. Одат има и објаснување зашто до 3-та година не се сеќаваме, некои центри во мозокот не биле формирани за тоа, меѓутоа тешко дека некој може да се сети подалеку од 3-та, 4-та, 5-та година. Да. Чисто ова го наведувам во кој контекст, зборам за таа представа. Значи, нашето патување, духовно патување започнува во моментот кога ќе започне мозочно срцевата активност на нашиот организам во утробата на нашата мајка. Тогаш почнува. Тогаш е почетокот наш. Да, говорам за овој свет. Биолошкиот почеток. Духовно биолошкиот. Нашиот почеток е во утробата на мајката. И тогаш почнува нашето патување. Ние 9 месеци се формираме како духовно биолошко битие во утробата на мајката, се раѓаме во овој свет, значи и полека почнуваме да се развиваме биолошки, се разбира аналогно на тоа и духовно. Значи и нашето душевно духовно, така. Е сега не сите луѓе и не во исто време го стекнуваат тој дар или можност за свесност за самите себе си во вистинска смисла на зборот. Да стекнуваат свесност како идентитет, како интегритет, но за вистинското доживување на самиот себе си нештата не се баш дефинирани. Некојаш кај некои луѓе тоа е порано, кај некои малце покасно, кај некои за жал никогаш. Да, не се случува тоа, за жал, да, страшно. И сега кога човек духовно ќе се разбуди, говоревме пред малку во првиот и вториот дел на нашата емисија, тогаш што станува свесен и за своето духовно биолошко постоење во овој свет и за тоа како дошол до таа ситуација во која се наоѓа, станува свесен и за состојбата во која е во моментот, но внатре во него се формира и сознание за тоа што ќе се случи и понатаму со него. Така. И сега ние добиваме сознание и од нашата природа, духовно, душевно и телесно, но и од самото Божие откровение, од Светото писмо и од светите оци на црквата кои го минувале овој процес и така натаму, дека ние се наоѓаме во овој свет на еден пат. Значи, на еден пат на формирање на нашето вечно добробитие. Значи, вечно добробитие. Значи, прво треба да станеме добробитие, не е така лесно, да бидеме добробитие, да станеме добри луѓе. Так. Под добар човек се подразбира да станеш здрав човек. Не само во биолошка смисла на зборот, не само во душевно, туку и во духовно. Значи, по здрав човек се подразбира човек кој ги има сознанијата и ги практикува сознанијата за вистинските вредности и вистини на постоењето. Значи, тој човек станува реален, односно осознава смислата, целисходноста на своето постоење и убавината исто така во постоењето. И сега тој гледа целеден процес, значи тој се навраќа наназад, значи гледал низ кои фази минувал, станува свесен, како што реков пред малку за тоа во која фаза е, но читајќи ги, например,
искуствата на луѓето кои пред нас го поминувале овој процес, ние се поучуваме и кои фази не очекуваат, но и како треба да ги надминуваме сите тие искушенија со кои треба да се изборуваме во овој свет, особено со проблемот на злото. Затоа што проблемот на злото во нас потикнува проблем на греф, а тоа е животно промашување. Така, за проблемот на злото ќе имаме во следната емисија тема. И не е случајно, затоа што тоа е најголемиот хендикеп за формирање на здрава и нормална благословена личност. Така, сега во моментот додека зборуваше за духовниот пат, се потсетив на зборовите на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој вели: широк е и простран патот што води во пропаст, а стрмен и тесен е патот кон води во животот. Така е. Како да го разбереме ова, што значи тоа широки? Кој е широкиот пат, а кој е овој тесниот пат кој не води во живот? Значи, само ќе се повикам на она што го говорев во првиот и вториот дел од емисијата. Погрешната идентификација, односно идентификација со погрешни нешта, кои немаат никаква директна поврзаност со нашата личност, значи нешта кои не дефокусираат нашата личност, а овој свет е препон со такви нешта, особено злото знаете како да не дефокусира, изворникот на злото, и дефокусираните луѓе одат по широкиот пат. Односно, широкиот пат е пат кога човек не сака да се соочи сам со себе си. И тој ги става на очари, темните наочари на самозаложувањето и се самозалажува. Се самозалажува и се идентификува со погрешни вредности цели и без крстоносење, односно без духовен живот, го одживува својот биолошки живот. И за жал огромен процент од луѓето во овој свет чекорат по широкиот пат. Малкумина се оние кои го наоѓаат тесниот пат, а тој е патот на духовното будење, односно патот на покајанието, патот на враќањето кон себе си, патот на откривањето на вистинскиот себе и патот на остварувањето на вистинскиот себе си преку тоа што тргнуваме по патот Божи. Кон оној кој е извор на нашето постоење, тргнуваме кон Бога. И тој пат е тесен, малкумина го наоѓаат, но тој тесен пат води низ тие клисури на секојдневниот живот, ама тој тесен пат не води до целта. Така, благодарам од Цивица. Овде ќе направиме уште една пауза и ќе ни остане само уште еден дел до крајот на емисијата, во кој ќе треба веќе и да даваме некој заклучок на денешнава тема. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите првата емисија од четвртата сезона на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија. Евене, сега веќе сме при крајот на денешната емисија, зборуваме на тема Средбата со самиот себе е почеток на сите убави средби. А веќе ние завршуваме со денешната убава средба, се надевам и за вас и за нас, и треба да кажеме за она што ние сме научиле од Евангелието, од радосната вест, од она што Спасителот Исус Христос вели: јас сум патот, вистината и животот. Што тоа значи, отец Цивица? Зашто тој така се представува себе си? Пред малку баш ме праша за тој процес пат, духовниот живот како пат, но ние сами, братушко, во овој свет вистинскиот пат до вистината, до вистинската вистина не можеме да го откриеме, особено затоа што сме отпаднати од Бога, особено затоа што сме инфицирани и текако со злото, со тој отров, и особено затоа што злото во нас потикнува и текакви силни животни промашувања или греови. И затоа Христос, со вечниот Син Божи, кој станува човек, која прима својата човечка природа преку Светиот Дух и Дева Марија, доаѓа во овој свет со својата личност, со сето тоа што го направи за нас, што го откри за нас, да ни го посведочи патот, односно процесот по кој треба да се развива нашата личност, односно патот по кој треба да го чекори нашата личност, односно да соката во која треба да се насочи нашата личност, за да
чекорејќи и живејќи во таа насока, во тој пат, зрејќи, уподобувајќи се на Бога, полека да ја разбереме вистината на нашето постоење, значи смислата, за да осознавајќи ја смислата, вистината на нашето постоење, на вистински начин разбереме што е живот. Значи, еве, говоревме во минатиот дел од емисијата за тоа како почнуваме, значи, како фетус, а сме повикани од Бога за рамноангелно постоење. Значи, битие кое е во полнотата на својата суштина добро, значи ние треба да дојдеме до тоа добро битие, значи скоро ангелни да бидеме, и се разбира како дух